Во салонот на Ауди во Порше Македонија беше представена новата генерација на SUV изведбата од средната класа, моделот Q5. Новиот Audi Q5 е вистинска демонстрација на моќта која што концернот го вивна на врвот на автомобилската индустрија. На промоцијата во салонот на марката беше особено напоменато дека господарот на прстените со Audi Q5 поставува нови стандарди во својата класа, почнувајќи од поврзувањето преку ефикасноста до помошните системи за возачот. Платформата MLBE во која што новиот Q5 ја користи заедно со Audi A4 и A5 придонесе меѓу другото тежината на возилото да се намали за 90 килограми, иако каросеријата порасна во сите правци. Должината изнесува 4,66 метри, ширината 1,89, висината 1,66, додека меѓу оскиното растојание се зголеми за 20 мм на 2,82 метри, што оди најмногу во корист на просторноста на задната клупа. Багажникот стандардно располага со 550 литри. Коефициентот на отпор на воздух од 0,30 е најнизок во класата. Според Audi, вибрациите и звуците во кабината се намалени и возачот и патниците уживаат во најдобрата внатрешна акустика во класата. Мултифункционалниот управувач со 3 краци се испорачува стандардно, а списокот на дополнителна опрема нуди опции како грејење на истиот, масажа на седиштата, амбиентално осветлување со 30 различни бои и специјалитетот на Audi виртуелен кокпит со дисплеј од 12,3 инчи, проекцијски дисплеј, сензорско поле кое што распознава ракопис и гестикулации, Audi Concept LTE за безжичен интернет и поврзување на 8 мобилни уреди, Bang & Olufsen со 3D звук за аудиофилите, таблет за задните седишта или CarPlay Apple и Android Auto. Кога вртоглавата динамика станува секојдневие и почесто од ден и ноќ се менува и потребата од агилност и флексибилност, но истовремено и стабилност и издржливост. Во време чија одлика е во најширока смисла мобилноста, во време кога не можеме да го запреме светот и да се симнеме, туку напротив, мора да итаме и побрзо од него, Audi ни го носи новиот пријател, новиот сопатник, новиот партнер. Комбинација на елегантен дизајн со високо ниво на функционалност, максимална удобност, перформанси, легендарен стил, најнова технологија и несомнена динамика. Од континенталните патишта до морските пейсажи, од центарот на градот до врвот на планината. Сега пред вас е новиот Audi Q5. Audi Q5 со години е најпродаваниот SUV во својата класа, продаден е во повеќе од 1.600.000 примероци низ целиот свет. Првата генерација на Audi Q5 започна со продажба во 2008 година и после точно 8 години повторно е овде меѓу нас. Покрај бројните иновации, значајно е да се истакнат новиот кватро погон со ултра технологија, високо ефикасните мотори, воздушната суспензија, како и низа нови системи кои се дел од забавно-информативниот систем и системите за помош на возачот при управување со возилото. Во агрегатската понуда се 3 моќни и во исто време ефикасни мотори. 2.0 TDI со 190 конски сили и 400 Ньютон метри, 3.0 TDI со 286 конски сили и 620 Ньютон метри, 2.0 TFSI со 252 конски сили и 370 Ньютон метри. Значителни модификации се извршени во кватро погонот. Ценовникот стартува од 49.989 евра за Audi Q5 2.0 TDI S-Tronic. Hyundai Ioniq е првиот во светот автомобил кој ќе се нуди во 3 главни верзии, во зависност од погонскиот систем со користење на една конструкција. Имено тој се нуди како класичен хибрид, потоа плагин и комплетно електричен. За кратко време од неговото лансирање едно од остварувањата на корејскиот гигант на ова поле. Хибридната верзија веќе е во понуда на македонскиот импортер Korea Auto Trade.
Ионик Хибрид и Ионик Плагин се опремени со нов 1,6 литарски кара мотор со директно вбризгување кој витува максимална моќност од 105 конски сили и 147 Нм вртежен момент. Првата од верзиите е опремена со електромотор со 43 конски сили и 170 Нм, придвижуван од литиум-ионска батерија со 1,56 киловат-часови. Максималната брзина на движење на Ионик Хибрид е 185 км на час, а нивото на CO2 емисија е само 79 грама на километар. Ионик Плагин витува дека ќе им понуди на корисниците автономија на електрична енергија од 50 км, а главна причина за тоа е батеријата од 8,9 киловат-часови. Електромоторот на модификацијата е од 61 конски сили. 100% електрична варијанта Ионик Електрик доаѓа со литиум-ионска полимер батерија 28 киловат-часови, која според Hyundai е во состојба да понуди автономија од над 250 км. Електромоторот на модификацијата е 120 конски сили, вртежниот момент е 295 Нм, а максималната брзина на движење е 165 км на час. Македонската компанија Премиум Аутоцентрум стартуваше со нешто што е веќе подолго познато во Европа, но се имплементира прв пат кај нас со мултибрендинг концепт, поточно понуда на нови и стари автомобили од повеќе марки од премиум сегментот. Мултибренд концептот на работа е мощно популарен во земјите од Европа, каде продавачот не нуди возила од само еден, туку од повеќе производители. Ова е мощно популарен концепт кој наидува на посебен интерес кај голем број клиенти, одлично прифатен и функционира според одредени стандарди и е во склоп со сите законски регулативи во земјите на стариот континент, особено во оние од Европската Унија. И кај нас ова е застапено во последниве неколку години во одредени сегменти, но досега никој не го реализирал на еден софистициран, модернизиран начин, налик на она што се случува во Германија, Франција и Италија. Премиум Аутоцентрум започнува со новиот концепт на работа. Концептот ќе биде заснован врз продажба на автомобили од премиум категоријата. Во понудата на автомобилите ќе има и нови и употребувани автомобили. Категоријата на употребувани автомобили ќе бидат претежно млади употребувани автомобили, што значи од 1 до 3 години максимална старост. Критериумите на изминатите километри ќе бидат до 50.000 километри изминати, од 50.000 до 100.000 и од 100.000 до 150.000 километри. Тоа не е некоја наша стратегија, некој план за категоризација врз основа на изминати километри што го направивме. Со односот на автомобилите со кои ќе работиме, тоа е релативна големина, но планот е некаде 30% да бидат нови автомобили од истите брендови, 70% ќе бидат употребувани. Кога спомнав премиум автомобилски брендови, значи тоа се производителите со кои досега се работеше, тоа се Land Rover, Jaguar. Неизбежно е да се каже дека се тука германските производители кои исто така доминираат на европскиот пазар. Тоа е Audi, Mercedes, BMW, исто така и други луксузни брендови од категоријата на Maserati. Неспорно е дека ќе се случи во блиска иднина и производ од категоријата на ексклузивните брендови како што се Ferrari, Bentley и да не го вестувам се што друго може да биде. Покрај приманата дејност на Премиум Аутоцентрум, тоа е продажба и сервисирање на автомобили, ние ќе нудиме и повеќе услуги од тоа, пред се за клиентите се обезбедени и линии на финансирање, кои се врзани со финансиски куќи, како лизинг систем, и со банки, со кредитен систем за оплата на автомобили. Нормално дека сите услови важат за купување и за нови и за употребувани автомобили. Во групацијата, каде што се наоѓа Премиум Аутоцентрум, постои наша брокерска куќа со која ќе се врши осигурување на сите автомобили. Сервисот на Премиум Аутоцентрум располага со капацитет од 12 автомобили кои може да се сервисираат истовремено. Исто така во склопот на сервисот е и хотелот за чување на гуми.
со обезбедување на соодветни гаранции, сервис, постпродажен циклус и тоа за возила од премиум производители. Навистина храбар чекор за компанијата која можеби е почетник во работењето со мултибренд концептот само на хартија, бидејќи е екипирана со мощна и искусен кадар, чии вработени се повеќе децении во македонската автомобилска сфера, а до пред неколку месеци оваа компанија беше импортер за возилата на Jaguar Land Rover. Lascio il palco, è tutto suo. Во Милано, во павилјонот Unicredit Piazza Gae Aulenti, одбележан е денот на Quattro Ruote, чија агенда го сврте вниманието на целата светска автомобилска јавност. Конференцијата годинава беше одржана под мотото Автомобилските страсти и новите парадигми. Конференцијата ја отвори уредникот на автомобилската ревија Quattro Ruote Джан Лука Пелегрини, која искористи приликата да потсети на најзначајните моменти и настани во 2016 година, во која Quattro Ruote ја прослави својата 60 годишнина. Ова беше воедно и прилика за презентацијата на оствареното во истата и растот на Quattro Ruote по сегменти, каде беше потенцирано дека над 2,8 милиони читатели го гледаат магазинот месечно, над 5 милиони корисници ја посетила веб страницата и скоро 9 милиони прегледи на Quattro Ruote TV. Неверојатен е порастот на следбениците на социјалните мрежи, 560.000 на Facebook, плюс 50%, 54.000 на Instagram, плюс 270%, 26.500 на Twitter, плюс 20% и 56.000 на YouTube, 100%, односно секој месец 9.616.500 луѓе редовно биле во директен контакт со Quattro Ruote. Тема на денот беше предвизии за иднината на автомобилската индустрија, која беше зачната од Карло Рати од МИТ. Неговиот говор беше проследен од Флавио Манцони, шефот на дизајн во Ферари, кој ги истакна сличностите помеѓу музиката, особено джезот и дизајнот, нудејќи конкретни примери на пијано. Во фокусот на Майкл Бертончело од партнерскиот McKinsey беше потенцирано користењето на голем број податоци од страна на автомобилскиот свет, извонредна можност, која допрва треба да се разбере и да се искористи со сета нејзина сложеност. Наградата за новина на годината за 2017, согласно резултатите на анкетата спроведена на интернет меѓу читателите на Quattro Ruote, и беше доделена на Алфа Ромео Џулија. И дури 33,4% од гласовите отидоа на Алфа Ромео Џулија, проследена од Fiat 124 Spider, кој се најде на второто место со 10,7% од гласовите, а Maserati Levante на третото доби 10,6%. Алфредо Алтавила, главен оперативен директор за регионот EMEA, Европа, Африка и Блискиот Исток на FCA групата ја прими наградата. Престижното признание Gianni Mazzocchi Award 2017, креирано оваа година од страна на дизајнерот Леонардо Соноли, се доделува по 7 пат и ја добива творец на идеи кој придонел за автомобилскиот свет. Му припадна на инженер Джан Паоло Далара. Тој ја прими наградата од рацете на доктор Джована Мазоки Бардоне, председател на Едиториале Домус. Јапонската Toyota Corolla останува најпродаван модел во светот и за 2016 година. Реализацијата на седанот за 12 месеци од минатата година е 1.316.400 примероци, што е за 3,6% помалку од 2015 година, но тоа сепак не се одрази на вкупниот рейтинг на возилото. Второто место е за најпопуларниот модел во САД, пикапот Ford F-150, кој сепак не успеа да стигне
до 1 милион продажби. Остварувањето на американскиот модел за 2016 е 993.800 единици, што представува зголемување за 7,6% во споредба со 2015 година. На третото место останува лидерот во Европа, Volkswagen Golf, со 991.400 продажби. За една година германскиот модел изгуби 6,2% од својата популарност и затоа паѓа за една позиција во споредба со 2015. Уделот на Toyota Corolla и Volkswagen Golf сепак не го спречи германскиот концерн да ги претекне јапонците во глобалната светска продажба за 2016 година. Резултатот на Volkswagen Group, во кој влегуваат вкупно 12 марки, е 10,3 милиони примероци или 3,8% повеќе од 2015 година, додека на Toyota Group е 10,1 милиони или плюс 0,2%. Во 2016 година во Кина се продадени над 350.000 електрични возила и плагин хибриди. Резултатот е поголем од бројот на продадените слични автомобили во САД и Европа заедно. Во минатата година во светот се зголемила продажбата на нови електрични автомобили и бројката достигна до 650.000 парчиња. Растот на продажбите е 18% во споредба со оние од претходната 2015 година, кога беа реализирани 550.000 автомобили. Лидерството на Кина во секторот не е неочекувано, бидејќи таму има сериозна државна поддршка за секторот на електрични возила. Во моментов уделот на електричните автомобили во вкупниот автопазар на земјата е само 1,45%. На второто место по продажба на електрични хибриди со полнење се САД со 157.000 реализации. Во контекст на ова не можа да не зачудува постигнувањето на една мала држава како Норвешка во однос на овие економски велесили, која е на почесното трето скалило на табелата со реализираните 45.000 електромобили во 2016 година. Одличен показател и доказ како во северната држава се однесуваат кон зачувување на природната средина. Шпанската марка Seat на спектакуларен начин во Барселона официјално ја представи новата петта генерација на субкомпактниот хетчбек Ibiza. Автомобилот доби дизајн во стилот на Leon, како и на првиот кросовер на брендот Ateca, но ги задржа димензиите на својот претходник. Должината на новата Ibiza е за 2 мм помала од досега, но пак растојанието помеѓу двете оски се зголеми за 95 мм и веќе достигнува 2564 мм. Ова е постигнато со помош на новата платформа MQB-A0, на која ќе биде изградено и следното поколение на Volkswagen Polo. Крајниот резултат се повеќе спортски пропорции, подобрена отпорност и управливост, како и повеќе внатрешен простор. Седиштата во возилото се 42 мм пошироки, зголемено и местото над главите на патниците, напред за 24 мм, позади за 17 мм. Поголем е и
багажникот, кој наместо претходните 292 веќе вклопува 355 литри. Основната верзија на моделот доби 1 литарски турбомотор со 3 цилиндри кој развива 95 конски сили. Истиот агрегат доаѓа во изведба со 90 конски сили како и со 115 конски сили, при што освен на бензин може да работи и на природен газ. Најмокната бензинска верзија ќе биде опремена со 1,5 литарски TSI, а таа ќе се појави на пазарот кон крајот на годината. Кај неа мокноста на агрегатот ќе биде 150 конски сили. Палетата од дизели се состои од 3 варијанти на 1,6 литарскиот TDI со мокност 80, 90 и 110 конски сили. Менувачите се 5 и 6 брзини мануелни и 7 степен роботизиран DSG. Новиот Seat Ibiza ќе се нуди само со 5 врати, а се предвидуваат 4 нивоа на опременост: Reference, Style, FR и Excellence. Најспортската варијанта RF ќе се разликува по агресивниот дизајн и спортски поставки на суспензијата. Топ верзијата Excellence за возврат ќе биде со мека суспензија. Во системите за безбедност на автомобилот се вклучени функција за спречување челен удар, адаптивен круз контрол и асист систем за движење во метеж. Компанијата BMW ја открие официјално новата генерација на моделот серија 5 Touring, кој официјално ќе дебитира пред публиката за време на автомобилскиот саем во Женева на почетокот на идниот месец. Технички возилото не се разликува од стандардната серија 5. Ова се однесува и за поголемиот дел од дизајнот. Од баварскиот производител признаваат дека моделот е наменет најмногу кон пазарите во Европа, каде BMW 5 Touring се стекна со успех во последните 25 години. Една од најголемите предности на караванот е ниското тежиште. Новата генерација е полесна од својот претходник, кој е со оптимизирана аеродинамика, а со новите енергетски агрегати е овозможено намалување на штетните гасови за 11%. Волуменот на багажникот е зголемен до 570 литри, што е за 10 литри повеќе од досега. Така, при склопување на задните седишта, волуменот на товарниот простор е зголемен до 1700 литри. Покрај тоа, новото комби е поиздржливо, ќе може да носи до 730 кг, што е за 120 кг повеќе од досега. За моделот се предвидени бензински и дизел верзии. Модификацијата BMW 530 и Touring е опремена со 2-литарски бензински мотор со 4 цилиндри, а развива 245 конски сили и 350 Нм. Помокниот 540 и X-Drive за возврат доби 6-цилиндарски мотор во линија со 335 конски сили или 450 Нм, комбиниран со систем за погон на сите 4 тркала. Дизелскиот BMW 520D Touring се потпира на 2.0 литарски мотор со 190 конски сили и 400 Нм, а во стандардната варијанта тој работи со 6-брзински мануелен менувач. Автоматскиот со 8 брзини е опција. Изведбата 530D е со 3-литарски дизел кој развива 265 конски сили и 520 Нм. Кај него 8-степениот автоматик влегува во опремата, а пак системот X-Drive е опција. Интериерот на караванот речиси идентичен со оној на седанот. Системите за безбедност и електронските асистенти на возачот се исти, вклучувајќи систем за автономно движење и можноста за паркирање без возачот да се наоѓа во возилото. Нема сомнение, Citroenovиот SUV Compact C3 слободно би можеле да кажеме дека по многу нешта е еден од најважните во гамата на компанијата, чиј заштитен знак е двојниот шеврон. Оние над 3,5 милиони продадени единици од моделот што на пазарот се најдоа во 2002 година едноставно обврзуваат
па французите се обидоа да понудат нешто подобро и поатрактивно во сосема новата, навистина невообичаена генерација. Дали успеале да ни понудат ново врвно остварување, најдобар показател секогаш е времето, но ако се суди според оценките на експертите на стартот, со кој во одредени сегменти наполно се сложуваме и ние, откако на тест во нашата редакција беше еден представник од гамата со 1,6 дизелски агрегат со 57 конски сили и Blue HDI технологија и ниво на опременост Shine, пред новината е сосем добра иднина. Понесени од успехот на моделот Кактус, французите и овде им оставија голема слобода на своите дизајнери, но со апостроф дека тоа треба да биде представник кој ќе има во себе голема доза на освојувачки шарм, во склад со сегментот, елеганција како и солидни перформанси и возни својства. Ова се главните атрибути на двојниот шеврон, кој сакал тоа некој да го признае или не, со своите новини навистина го враќа сјајот на брендот, би рекла на рамниште од времето кога беше неприкосновен владар на многу полиња, во повеќе сегменти во автомобилскиот свет. Дизајнот на новиот C3 навистина е несекојдневен, токму како што потенциравме, како што и оној на постариот брат C4 Кактус. Одскокнува од стандардите кои ги диктираат неговите конкуренти, се наметнува со малку поабстрактни линии, многу близу до оние кросоверските во класата, но сепак тоа е, би рекла, само добра дизајнерска мамка, бидејќи сепак ова е субкомпактен модел. Стручњаците ова го квалификуваат како одличен и мощен храбар дизајнерски исчекор, бидејќи навистина оние штитници на браниците и крилата, како и Air Bump пластиката на вратите, визуелно повисоките линии, несомнено за момент ве оставаат во двоумица, дали станува збор за кросовер. Навистина одличен микс за да се допре во душата, да се распламтат страстите кај клиентите. Ова на посебен начин е апострофирано кај тестниот модел, кој имаше двобојна каросерија со црвен покрив и ретровизори, како и куќиштата на светлата за магла, 17-инчни алу тркала, кои го заокружуваат атрактивниот пакет кој на свој начин ги потенцира врвните вредности на овој Citroenов модел. И интериерот е исто така уреден според најновите насоки на брендот. Едноставно може да се искоментира дека ова што го нуди вака спакувањето C3 може и да се очекува, ако сте ги воспримиле сите детали кои ги наметнува со себе екстериерот. Поточно надворешниот приод на дизајнот е сосема на идентичен начин преточен во внатрешноста, множество од елементи на персонализација, елегантно, ергономски и интуитивно распоредено, прегледно и лесно достапно, секој прекинувач, копче, кој рака на срце и ги нема премногу. Се е на свое место. Некако се е сконцентрирано на средишната конзола и на управувачот, каде и што треба. Комбинацијата на кожа и пластика е одлична. Внатрешните облоги на вратите со специфичниот дизајн на рачките мощне квалитетни и се разбира добро осмислени. Седиштата заслужуваат исто така високи оценки, поради фактот што нудат добра удобност и комфор, како и оние напред, така и тие на задната клупа. Несомнено, се почесто го нагласуваме фактот дека мајсторите за ергономија во ваквите модели навистина се трудат да понудат многу повеќе простор од вообичаеното, па и овде е таков случајот. Ова е сепак урбан автомобил, но според просторот слободно може да имаат убава авантура, четворица и до Охрид, Солун. Овде треба да напоменеме дека волуменот на багажникот е 300 литри. Кога сме кај интериерот, мора да потенцираме дека пакетот на опрема Shine, што е највисоко ниво во понудата, нуди дополнителни задоволства од комфорот, темпомат, ограничувач на брзината, електрика на прозорци, греачи на ретровизорите, автоматски клима уред, а од инфотејмент составот ги издвојуваме Citroen Connect Audio со 7-инчен екран чувствителен на допир, навигација, mirror screen. Кога сме кај нивото на опрема, треба да се потенцираат големиот број асист состави и системи кои се грижат за високиот степен на безбедност и сигурност на возилото. Моделот кој го управувавме беше со 1,6 литарски Blue HDI турбодизел агрегат со 4 цилиндри, со моќ од 75 конски сили и најголем вртежен момент
момент од 233 Нм. Моторот е во спрега со 5-степен мануелен менувач со солидно одбрани преносни размери, кои споменатите молки момент на подлогата ги пренесува преку предните тркала. Според фабричките податоци до 100 км забрзува за нешто над 15 секунди, а максималната брзина изнесува 171 км на час. Споменатите перформанси не воодушевуваат, но ако се земе во предвид дека под вас се 1090 кг, ова остварување е мощно живо и знае добро да ве извлече во дадени ситуации. Најголемиот адут е секако потрошувачката, која на нашиот тест се движеше од 5,5 до 6,5 литри на 100 изминати километри и притоа поголемиот дел го минавме низ маглата на нашата метропола, што е навистина сосема солидно. Втората добра особина е што самиот мотор е релативно тих и со солидна еластичност, а за тоа се погрижиле вредните мајстори за изолација на кабината од звук и вибрации. На крајот треба да ја потенцираме и одличната прегледност, можноста без поголеми проблеми да ја најдете посакуваната оптимална положба за управувачот, што се неопходни за возилото наменето за урбаните средини, па и да платите за нив. Складно на своите димензии, со должина од скоро 4 и широчина од 1,7 метри, новиот C3 е мощно агилен и лесно се управува, без никакви потешкотии, забелешка и за подпирањето, кое е во склад на она што го диктираат француските изведби, посебно ониот Citroen, меко со акцент на врвна удобност и одличниот одзив на подлогата со управувачот. Citroen навистина доживува своевидна ренесанса, а еден од нејзините носители секако е оваа новина која се нуди во многу опции, со стартна цена од 10.890 евра. За се она што беше спакувано во највисокото ниво на понуда, што на располагање го имавме ние, ви се потребни 18.500 евра. Во април лани Porsche ја представи специјалната верзија Cayenne Platinum Edition, која е управувана од хибриден систем со V6 турбодизелски мотор и електромотор. Сега истиот пакет се појавува и кај Cayenne S, а тој може да се порачува кај дизел и бензинските варијанти на SUV премиум изведбата. Од Platinum Edition ги издвојуваме спортски седишта со грејење, преземени од GTS варијантата, како и 21-инчни алуминиумски филми Sport Edition и новите штитници на крилата кои веќе може да се порачуваат во бојата на тркалата. Дел од сериската опрема стануваат и тонираните задни стакла, како и приспособливите Big Xenon фарови. Поинтересни работи од интериерот на Cayenne S Platinum Edition се PCM мултимедијалниот систем со онлайн навигација, како и аудио системот Bose. За полесно маневрирање се грижат паркинг сензорите напред и назад, како и автоматското затемнување на ретровизорите, а на инструменталниот панел има аналоген часовник. Дилерите на Porsche веќе примаат нарачки за новата модификација. Чешкиот производител Шкода ја представи новата модификација на најпопуларниот модел Octavia, која го доби името RS 245 затоа што располага со мотор кој развива 245 конски сили. Новата модификација е со 15 конски сили помоќна од претходната топ верзија RS. Максималниот вртежен момент веќе достигнува 370 Нм, а моторот може да се комбинира со 6 брзински мануелен
менувач, како и со роботизирана DSG трансмисија. Кај Шкода Октавија RS 245 погонскиот агрегат е во комбинација со иновативна шасија, вклучувајќи управуван по електронски пат самозаклучувачки диференцијал. Моделот ќе се нуди во две варијанти – лифтбек и караван, а двете машини ќе бидат представени за време на автосалонот во Женева. Кај лифтбекот, забрзувањето од 0 до 100 км на час ќе трае 6,6, додека кај караванот времето е 6,7 секунди. Максималната брзина на Октавија RS 245 е ограничена на 250 км на час. На изглед новата Шкода RS се разликува по црната решетка на ладилникот и спортското обликување на долниот дел на предниот браник, врз која има црни сјајни елементи. На ист начин се украсени куќиштето на ретровизорите, како и трапезоидниот дел на издувниот систем. Специјално за оваа верзија се направени и нови тркала. Во внатрешноста исто така има голем број елементи на спортска тема, а преовладува комбинација на црна и сребрена боја. Автомобилот добил спортски сидишта со алкантара, а на нив е поставено лого RS. Мултифункционалниот управувач е обвиткан со перфорирана кожа. Во опремата влегува и LED осветлување на интериерот, што може да биде со вкупно 10 понудени бои. Гумата и челикот се на спротивни страни кога станува збор за цврстина и крутост. Во принцип, кога еден елемент е направен од било кој од овие два материјали, не ги менува своите карактеристики, останува непроменет. Истражувачите од Универзитетот во Мичиген, во градот на најголемата автомобилска тројка, не мислат да ги остават работите на овој начин во иднина. Тие работат на посебен мета материјал кој може да ја менува затегнувачката површина од меко кон цврсто и обратно, кога е изложен на благо надворешно влијание. Овој вештачки материјал може да биде употребен за специфични цели и да прави неверојатни работи кои немаат аналоген во природата. Поради посебната структура и манипулациите со неа, може да се постигне невидливост на објектите, создавање на поголеми елементи или пак за автомобилски делови, кои може истовремено да се многу јаки и цврсти, но лесни и меки. Геометријата на новиот материјал представува решетка од миниатурни линкови поврзани со ламели и при примена на напрегнување на ниско ниво, во форма на извртување на материјалот, дупчињата во структурата ги менуваат тополошки својства на материјалот, па го чинат или потврд или помек, според барањата. Бидејќи ламелите ја враќаат првобитната структура, промената може да се прави повторно и повторно, без да се предизвикува штета на основната база. General Motors и Honda ги издружија силите за да започнат масовно производство на модели на водородни горивни келии од 2020 година, објавија двете компании. Американците и јапонците ќе создадат компанија со заедничко вложување која ќе се вика Fuel Cell System Manufacturing. Главната производствена база ќе биде во фабриката на GM во Браунстаун, во државата Мичиген, во која сега се прават батериите за Chevrolet Volt и Bolt. Планот е таму да се произведуваат горивни келии од следната генерација. GM и Honda се согласија да работат заедно во областа на водородот уште во 2013 за да заштедат на развој, а сега работите се наскалило погоре, директен пласман. Следната генерација на модели со горивни келии ќе се покомпактни и полесни од сегашните, а исто така и поевтини, бидејќи ќе користат помалку ретки метали од досегашните. Нивната тежина исто така ќе е значително помала. Според непотврдени информации, двете компании разговарале дури за можноста да развијат заеднички други автомобили, а не само системи за погон. Футуристичкиот и целосно електричен модел Renault Trezor доби признание за најубав концепт за 2016 година за време на доделувањето на годишните награди на Фестивал Automobile International. Моторот на Renault Trezor доаѓа од Renault E-Dams, двукратен шампион во Формула Е.
Со максимална мокност од 350 конски сили и вртежен момент од 380 Нм, тој гарантира забрзување од место до 100 км на час за помалку од 4 секунди. Трезор е опремен со 2 батерии, од кои секоја има свој систем за ладење, а работата на предната се оптимизира со променлива геометрија во предниот капак. Концептниот развој се потпира и на систем за обновување на енергијата за време на запирање, развиена на база на технологијата Rechargeable Energy Storage System (RESS) за болидите во Формула Е.